Надри лекарството, во услови на пазарна економија се повеќе станува вносен бизнис за поединци кои главно ја користат туѓата мака за да спечелат. Иако црквата постојано е во борба против самонаречените гатачи, бајачи и исцелители, народот се уште верува во нив и мошне често ги бара нивните услуги. И додека едни за лекувањето наплатуваат според некаков тарифник, други оставаат пациентите да одлучат сами колку ќе платат, односно остават за да се фати лекот или баењето. Луѓето велат дека дел од народот бара спас кај надрилекарите поради скапото здравство и лекови, бидејќи не е во состојба да плати. Меѓутоа, поголем е бројот на тие што веруваат во надприродните сили, па за да се излекуваат бараат помош од исцелители, бајачи и гатачи, што се вели човек на мака ќе проба се и се што. Уште еден момент е битен луѓето да бараат алтернативни начини на лекување. Имено приватното здравство се повеќе се претвора во бизнис, па значаен број доктори повеќе оставаат впечаток на бизнисмени на кој примарно им е заработката отколку што лекуваат. Не е тајна дека матични лекари имаат линк со специјалисти низ државата, па пациентите ги насочуваат токму кај нив и сето тоа всушност има бизнис основа. Дури и препишувањето лекови од испоред фаворизирани производители и аптеки, што исто така е дел од бизнис шемата. Се на се, може би клучното прашање на кое некој треба да одговори е кој и колку профитира на сметка на туѓата мака или неволја и дали состојбите можат да се доведат во некои нормални граници и услови во кои здравјето сепак ќе биде пред се.